Најмалку 5 големи непогоди во регионот се случија во изминатите 3 години, во кои граѓаните претрпеа големи штети. За подсетување, големи поплави потполно ги уништија нивите во Кочанско. Една година подоцна пожар во Карвинско ја преполови жетвата и уништи лозија и овоштарници. Лани гореше во Малешевијата и Кочанско, а ова лето поплавите големи штети направија во Делчево и Кочани. Во сите случаи општините повикаа на пријавување штети, пошто увидни екипи работеа на лицеместо и утврдија реални штети. Сепак до денес пари добија малкумина и тоа едва и 15% од пријавеното. Општините во таков случај ингеренциите ги имаат во делот на тврдување на тие штети, во делот на проценка на самите штети. Граѓаните пријавуваат до општините за каква штета се работи, а понатаму ние како локална самоуправа ги препраќаме оние записници до владата, а веќе таму на влада, на секретаријат се одлучуваат колку ќе се исплаќаат, во кој процент ќе се исплаќаат тие штети. Ова упатува дека граѓаните не може да се надеваат на државата, бидејќи на крајот штетата ја плаќаат тие. Дали решението не е во осигурување на имотот? Е осигуран од пожари, поплави и слични непогоди? Не. Не е осигуран, мислам. Не го не осигурувам. Не. Зошто? Па, не знам, така, од немарност. Статистички само 11% од граѓаните се одлучуваат за осигурување и на својот имот, иако осигурителните компании во исплатата се покажаа ефикасни. Понастанатата штета, доколку таа е помала, како на пример излевање од водовод или канализација, исплатата се врши во рок од 14 работни дена. Додека доколку штетата е поголема, како на пример пожар, тогаш за исплата се потребни 14 работни дена, но по комплетирање на сите потребни документи. Велат од Евролинк осигурување. Ке извлечат ли граѓаните поука и ќе ги превенираат, штетите останува на нив, но во секој случај најисплатлива варијанта сепак е осигурувањето.